По скратена постапка или со европско знаменце, претениците од власта во трка со времето да донесат што поголем број на закони до локалните избори. Ако лани во парламентот биле донесени 65 закони, речиси сите поднесени од владата или од мнозинството, главно користејќи го европското знаменце за да се заобиколи постапката, до септември годинава претениците се ставиле на брза лента и донесени се дури 165 закони. Јавноста бурно реагира дека се штанцаат закони кои одат во прилог на власта, но не и оние за кои со месеци чекаат граѓаните. Социјалните мрежи веќе залепија етикета дека македонското собрание е нефункционално за обичниот граѓанин. Но Џафери не гледа проблем. Собранието било ефикасно, проблем биле собраниските комисии. Председателите на комисиите, без оглед дали се од мнозинството или од опозиција, дел од председателите, не зборувам во целина, не ги свикуваат на време комисиите онака како што е пропишано со деловникот. Прашањето е дали е тоа нивна лична одлука или е одлука на партиски органи за такво постапување. Но во секој случај тоа не работа на пратениците, него тоа е на извршување на обврски на председателите на комисиите во соодветните рокови кои што пропишува деловникот, не ги свикуваат и не ги одржуваат седниците, а дел од седниците на комисиите во последно време се блокирани со процедурални интервенции. Според собраниската статистика, дури 19 седници од почетокот на овој мандат, кои се започнати, се уште стојат во фиока, а по 87 точки никако да почне расправа. А во кампањата за началничките фотили се впуштале дури 10 претеници од актуелниот состав на парламентот. Според пријавите, 4 од нив се од ВМРО ДПМН, 3 од СДСМ и 3 од редовите на БИСА. Од нив 2 се и председатели на комисиите, во кои собранискиот спикер впери в прст дека се одговорни за неработењето на законодавниот дом.